Благодарам. Почитувани гости и вие, почитувани гледачи на наша ТВ и луѓе кои што го следите овој настан во живо преку интернет страницата на Македонскиот олимписки комитет. Од името на Арс Ламина, издавачката куќа која што го издаде ова прекрасно издание Спортски истории, ви се заблагодарувам за вашето присуство и за вниманието со кое што ќе проследиме оваа промоција и за тоа што му додавате на значење на овој убав настан. Како уредничка на изданието Спортски истории, записи, настани и сеќавања од ценетиот спортски новинар и коментатор Зоран Михајлов, ќе издвојам два аспекта. Првиот е важноста на постоењето на оваа книга, а вториот е личното и професионално искуство и доживување од целиот уредувачки и редакторски процес. Сите сме свесни за обединувачката моќ на спортот, за сплотеноста и еуфоричноста кога национален тим или индивидуален спортист ќе постигнат голем успех, представувајќи не сите нас на големи спортски приредби и во силна конкуренција од најдобрите во светот. И тоа не прави посебно горди, почитувани и видливи во светот. Но за таа емоција дословно да допре до нас како публика, фанови и навивачи, неодминлив медиум се луѓето чиј професионален повик ги однел токму до спортскиот олимп. Еден таков искусен хермес е и Зоран Михајлов, кој како новинар и хроничар се погрижил и без малку со истата енергија се уште се грижи да ги одржи свежи нашите сеќавања за успесите на македонските спортисти низ историјата, но и одблиску да ни ги представи светските спортски асови со кои што имал прилика да воспостави непосреден контакт. Од тука, вредноста на ова негово прво книжно дело е непроценлива и за тоа треба да сме му сите благодарни. Сега ќе се надоврзам малку и на оној втор аспект кој што на почетокот го спомнав, а тоа е моето уредничко и професионално искуство со оваа книга. И самата сум голем влюбеник во спортот, а и своевремено и спортистка во повеќе спортови. Па прочитувањето на записите на Зоран Михајлов го доживеав пред се како голем предизвик, но и сериозна професионална задача. За возврат добив огромна доверба и слободни раце да интервенирам каде што е најпотребно, а главно неголемите интервенции беа во адаптирањето на новинарскиот стил во еден покомпактен книжен израз, со голема внимателност па и хируршка прецизност при отстранувањето на вишокот текст. Се разбира, во целиот тој процес Зоран беше ненаметливата водилка, посебно при дефинирањето на редоследот на записите за сето тоа да има едно свое природно течение и следственост. Неизмерно му благодарам на Зоран за соработливоста и за посветеноста и искрено ќе си посакам уште многу вакви заеднички соработки, уште многу книжни дела кои што ќе ја зголемат вредноста на спортот во Македонија, зашто имаме зашто навистина да се гордееме. Тука би го прекинала ова мое кратко и воведно излагање, само за да им отстапам простор на другите говорници. Следен ќе се обрати најглавниот виновник, да речам, за оваа наша соработка и за да се изразам во спортски жаргон, скаутот на Зоран Михајлов за неговото прво книжно дело, сестраниот Владимир Плавевски, доктор по професија, но и писател и наградуван писател, фоторепортер, фотограф, и што уште не. Тој ќе ви каже како стигнавме до оваа соработка, а по него ќе се обрати промоторот на книгата Спортски истории, господинот Горан Манчевски, инаку уредник на спортската редакција во дневниот вестник Нова Македонија. На крај се разбира, звездата ќе настапи на сцена, а после него ќе имаме прилика да видиме едно кратко документарно филмче, што има да кажат за него и за неговата работа како професионален новинар и коментатор, неговите исто така соработници низ времето и спортисти. Ви благодарам за вниманието, уживајте во промоцијата.
Па морам да кажам дека сум исклучително почестен што можам да се обратам на еден собир во кој што блескаат нашите спортски звезди од своето време па до денеска. Ме насочија како главен виновник за овој наш Горан Михајлов, нели? Он завршил филозофски факултет во Битола, меѓутоа не се бавил со филозофија и литература, туку се бавил со спортот. И самиот е трчал, бил наградуван и така натака, и работел како спортски коментатор во Нова Македонија и телевизија македонската, односно телевизија Скопје, македонска радиотелевизија и денеска уште во неколку од овие приватните. И можам да кажам дека јас кога сум слушал коментари, секогаш ме интригирал неговиот радио пренос и телевизиски пренос, бидејќи го секогаш во милиметар точен. Не избувнувал емоционално, гол дадовме и така натака, како други, нели, тогашни радиокоментатори популарни. И ете така ми остана забележан по смирениот и стабилен став. Од друга страна, он има неверојатна можност да оди на 8 олимпијади, така ли беше? 16. Тоа е, мислам, феномен само од себе. Го следев и неговите коментари на олимпијадите, меѓутоа што е многу е. Од друга страна, он е еден феномен кој што восхитува. Еве да го прашате сега колку бил резултатот, например, Вардар Црвена звезда во, не знам, 1985 година, он ќе ви каже. Компјутер, неверојатен. Со него се запознавме многу одамна, бевме пријатели и ми беше пациент. Од добар пријател, нали, одличен пациент. Нормално, као доктор, не ги откривам причините зашто го лекува, тоа е лекарска тајна. Меѓутоа, во последно време поинтензивно се дружевме, доаѓаше кај мене една терапија, Нугабест, модерна, најмодерна терапија, и јас, пошто као постојан љубопитник, го распрашувам за многу спортски работи кои што мене не ми биле јасни, и он ми ги објаснуваше. И потем дојдовме до тоа дека, и го распрашав дека он има пишувано во Нова Македонија текстови, дека нели коментира на телевизијата и така натака. Го прашав дали он сето тоа го има напишано, и он рече дека го има напишано, и следното доаѓање он ми ги донесе во фасцикла, баш она што го напишав. Ја ги прочитав и ми се допадна белетристичкиот пристап кон спортот, а посебно пристапот кон носителите на спортот, односно луѓето со кои он контактирал во целиот негов живот. Тоа не е еден, тоа не е само сите звезди кои што он беспрекорно ги знае во Македонија, него се знае и со голем број спортски звезди од скоро целиот свет, односно целиот свет. И во тој период јас во Арсламина, издавачкавата куќа, ми беше во уредничка припрема книгата Раскази Динга Стоп, и го прашав дали, зашто и како до сега не објавил книга. Он рече дека имал многу ветувања, искажувања, па треба на Министерството за култура да се чека, финансии и така натака.
практично ништо. И ја му реков дека ќе разговарам со уредничкиот колегиум на Арсламина, да видам што они ќе кажат. Кога им кажав, они беа дури изненадени, што се вика оберучки, веднаш прифатија, договоривме состанок со Зоран, потем го однесов кај уредничката на Арсламина и директорката на Арсламина и така почна процесот по кој што Зоран при крајот виде како се уредува и создава книга, дека тоа не е лесен процес, дека има многу закачки и нервози и еве дојдовме веќе до степенот кога книгата е издадена и мислам дека неговата книга Спортски истории е диамант во македонската белетристика, па да кажеме и во македонската документаристика, бидејќи книгата ќе се сложите останува за веки веков. Она, може би Зоран ќе се љути, меѓутоа од радиорепортерите кои ми беа пријатели, они велеа, отиде во етер, отиде во ветер. Ме разбирате, односно тоа не постои никаде за понатаму. Еве Зоран направи еден огромен ангажман и вложи голема енергија да сето тоа, сите овие наши звезди останат постојано високо на нашето небо, на македонското небо, на својата слава и својата спортска моќ. Ви благодарам за вниманието. Добре. Почитувани. Како голем љубител на спортската литература, искрено се израдував кога дознав дека Зоран Михајлов подготвува книга. И тоа не каква било. А сега ми причинува и особено задоволство што сум промотор на книгата што е пред вас. Спортски истории, записи, настани и сеќавања од доајенот на македонското спортско новинарство. Пред 10 години, кога професионалните патишта ни се сретнаа, Михајлов веќе наголемо низ телевизиските емисии на Наша ТВ за македонските спортски великани, собираше дел од граѓата за ова уникатно издание. Во минатата деценија пак на страниците на Нова Македонија, каде што во својата богата новинарска кариера Михајлов беше и уредник на спортската рубрика, беа објавени дел од неговите безбројни новинарски путешествија, сведоштва за создавањето на македонската спортска историја, како и досега рамно 118 приказни за македонските спортски легенди. Оваа живописна книга е далеко од обично хронолошко следење на настаните или само публикувана статистика. Михајлов со таква харизма, познавање на нештата и уметност на пишаниот збор, презентира многу нераскажани приказни, заборавени детали, збогатени со досега необјавени фотографии, подсетува на значајни интервјуа и споделува непроценливи искуства. Сето тоа на многу читав начин за познавачите, но уште повеќе новите генерации, да можат да ја почувствуваат македонската спортска историја, да видат како се чекори низ светот на спортот, но и низ секојдневието, да ја согледаат и историјата на македонското спортско новинарство. Книгата што од денеска ќе имате можност да ја дегустирате е единствен спој на аглите на гледање на нештата. Оти Михајлов ги знае сите три страни. Таа на врвен спортист за кого пишуваа, потоа на новинар со остро перо, како и таа на спортски работник кој ги креираше успесите. Згора тој досега известуваше од рекордни 15 олимписки игри, од повеќе од 80 светски и европски првенства, реализира и илјадници ТВ преноси. А сето тоа е, ќе признаете, огромен материјал, од кој еден дел сега е пред вас, откако помина низ перото на Михајлов, влюбен во луѓето, средбите и во познанствата, во постојан обид да дознае нешто ново, а случките да не ги изеде заборавот. Оваа книга зрачи со сето тоа. Михајлов, роден во Битола пред 74 години, школувањето го комплетира во Скопје на Филолошкиот факултет. Во новинарството запловува како соработник во студентски збор и во Млад борец. Во 1965 година ја почнува професионалната кариера во Нова Македонија, а потоа во 1973 година заминува во телевизија Скопје. Во 1982 година станува генерален секретар на фудбалскиот клуб Вардар, кој наскоро прв пат се пласира во купот на УЕФА.
а подоцна како спортски директор на кошаркарскиот клуб МЗТ Скопје го бележи пласманот на клубот во тогашната прва југословенска лига. Ова е само мал дел од неговата активност како спортски работник. Не можејќи без спортското новинарство, во 1987 година Михелов се враќа во македонската телевизија како спортски коментатор, а подоцна и како уредник. На спортски план, Михелов во 60-тите години беше атлетичар на работнички, македонски рекордер и репрезентативец на Југославија, но беше и македонски репрезентативец во нордиско скијање и во ракомет. За сите постигнувања во спортот и во новинарството добитник е на повеќе награди и признанија, меѓу кои спортски новинар на годината, најдобар спортски работник во 2008 година, награда за животно дело во 2012 година од Сојузот на спортовите на Скопје, сребрена плакета од поранешниот Атлетски сојуз на Југославија, ордени од ФИЛА и од ЕАБА, државна награда 8 септември, награда на град Скопје 13 ноември. А на светското првенство во атлетика во Лондон во 2017 година Михелов е броен меѓу 50 најистакнати атлетски новинари и коментатори во светот, кои ја добија наградата од Светската асоциација на спортските новинари. Почитувани, верувам дека откако во еден збив ќе ги прочитате 350 страници на спортски истории и записи, настани и сеќавања, секој од вас ќе дознае многу нови нешта. Секако ќе се потсети и на познатото, со насмевка или со солза, но неизоставно ќе ужива во спортскиот бескрај од перото на Михаилов. Читајќи ја книгата ќе почувствувате фудбалска треска. Ќе дознаете за боречките почетоци, ракометните никулци, првите кошаркарски чехори, за хероите на разбрануваните води и уште многу други приказни. На страниците ве чекаат и драма, како на пример она Минхенската, заплети и неверојатни расплети, животни приказни, вистински авантури, како на пример за едно патување со Фиќо до Хелсинки, секако и многу резултати. Но и уште поважно од тоа, ве чекаат приказните за тоа што им предходеше и што следеше по успесите, по неуспесите, мечевите, тренинзите. Накратко, за тоа како се создаваше македонската спортска историја. Ова е вредно издание што треба да се има во рацете, а потоа книгата да стои во личната библиотека, за лесно да се посегнува по неа одново и одново. Спортската историја треба да се знае, но и да се консултира постојано. Од и таму, покрај приказните за луѓето и за настаните, лежат и многу животни насоки, како на пример за хуманоста, демонстрирана од кајакарите за време на поплавата во 1962 година, за солидарноста, видена од спортистите по земјотресот, за скромноста, за пријателствата, за пожртвуваноста, за храброста. Спортски истории, записи, настани и сеќавања е дел од спортската литература, но и од спортската лектира. Прочитајте. Почитувани, ви благодарам за вашето присуство на оваа промоција, да им се заблагодарам на Бисера, на Плавенски и на Горан за убавите зборови што ги кажа кон мене и кон тоа што значи оваа книга. Ќе повторам уште еднаш, не знам, јас сум работел на повеќе работни места, еве слушнавте и во телевизија во Нова Македонија и нашата и фудбалскиот клуб Вардар и МЗТ, еве го Лечичи Књазев тука со они БФ тројката што се боревме за прва лига и успеавме. Меѓутоа, на соработката на која што наидов во Славина, навистина немам зборови со кои би можел да ја опишам и тоа ми даде една сила да ги соберам материјалите и да го издадеме ова дело. И со Бисера многу ни е жал, викам да не биде многу голема книга, некои материјали отпадна, но еве ќе правиме и друга книга во иднина, па таму ќе најдат место, не значи дека се неважни. Тоа е ова што сакав да ви го кажам. Всушност ќе ја прочитате книгата и ќе видите за што зборува и патешествија, и доживување, и контакти, и присуство на надпреварите, кога еве ги тука и Шабан Трстена, Шабан Сеиди, кога се бореле за врвните одличја на олимпијадите, за злато, сребро, бронза, потоа кога се бореле на светските, на европските првенства, на многу надпревари и бев среќен кога ќе одев
зашто и двајцата беа спортисти на Југославија на тие прогласувања во Белград па во Загреб. Атанас Костовски добро знае, обезбедувавме специјална линија веднаш по прогласувањето да се најдеме во студио во Загреб или Белград и да ги пренесеме импресиите од тој избор за спортист на Југославија, што не беше мала работа. Југославија 22 милиони, 20 спортисти од Македонија, спортисти на државата. Поголемо тоа, мислам, нема. Има она, олимписки медали, тоа меѓутоа во државата, тоа беше. И се сеќавам со Буштур, ден пред крвавата Минхенска олимпијада, бевме тамо, само спортистите можеа да купуваат патики Пума, и Буштур му викам, дај види тамо, влези една Пума, и го се смее, ги зевавме тие патики, другиот ден се случи тоа што се случи, одам таму, гледам, по прес-центарот, Шпиц дава изјава, натажен и веднаш со авион на воздухопловството на САД мораше да биде вратен назад, затоа што имаше еврејско потекло, а беа нападнати токму спортистите на Израел и 9 мина загина и ги има нивните имења тука на тие загинатите. Сепак треба да се сеќаваме, јас посебно се сеќавам, бидејќи тие на тренинзите одеа со нашите борачи. Ден пред тоа баш Ристо Дарлев разговаравме, ке се расплачеше, вика тој мор загин. И така, тука има многу работи што мислам дека се интересни, но верувам дека ќе биде интересно и ова што ќе ви го презентираме сега. Ќе имате можност да го видите. Претходно би сакал, бидејќи тука на почесно место, златен медал од Олимпијадите, единствен спортист од Македонија, па Шабан Трстена да каже некој збор. Едни, па. Нека седни кај мене. Седни кај мене. Треба ама на нови Дозволите на мој име, како еден спортист на 20 век на Македонија и како еден олимписки шампион. Сакам да ви поздравам сите спортисти и спортски работници. Еден голем поздрав исто за спортски новинари и спортски медиумите. Наравно дека, без да го поздравам, еден голем поздрав исто еден што е најголем спонзор на сите спортистите на Македонија, тоа е Олимписки комитет, представител на Олимписки комитет на Македонија, Васил Чукурчов. Наравно дека еден поздрав иде и до легендите на спортистите што ги имаме тука напред, Седжио, Лазлич и Поштур, другите не ги гледам каде сте таму, ала еден добро, поздрав. Исто така еден голем поздрав и до мој селектор и тренер што бевме 20 години, да сите 5 континенти освоивме све што може, донесевме тука, тоа е господинот Насер Насер. Слушавме сите овие што зборувале за да кажам неколку збори, ама морам да кажам ово. Ја вчера дојдов од Хрватска, бев поканен, специјален поканат од градоначалникот на Загреб, имаше некој специјален турнир тамо, ама вечерас дојде доктор дома да ме лечи, да ми даде некоја инjekција и некој немија. И ми рече, Трстена, до сабота не треба да избегуваш од дома. Му кажам дека законски и не сакам многу да зборувам. Вика, како ја да не дојдам на овој историски ден.
Еве, зашто? Не е случајно што го викам јас ова историски дан, почитувани присутни. Како што го гледате овој, тука овој легендарен спортски новинар, овој беше 16 пати на Олимписки игри. И на летни Олимписки игри, и на зимски Олимписки. Рачунате сега колку години. Овој човек беше околу 26 пати беше на светско првенство со различни спортски напревари. Еден 10 години беше со мене на светското првенство. Овој човек тука беше околу 25-7 нешто пати беше на Балкански игри. Исто различни спортови. Исто овој човек беше 10-12 пати беше на Медитерански игри. 3 пати беше со мене на Медитерански игри. И освојуваше злато. И 3 пати се вратиме со златен медал. Затоа, почитувани присутни, ова е голема историја. Ова е најголема досега еден спортски новинар од Македонија. Еве првата книга го прави во еве сега, затоа сме дошли тука ние да правиме чест, зашто свано ова е историски ден, ова е првата и еден новинар што го издава, што го препишува ова неговата цела животно, 55 години. Замислите колку е 55 години. Колку години бе разделен од фамилијата. Колку години патувале по цел свет. Тоа е една голгота патување. Да ги забораваш, да не бидеш со фамилијата и сите ове информации кај беше, зашто беше? Да не информира нашиот народ тука, што направиле нашите спортисти тамо на овие напреварите. Победи, порази, радости, дуга. Значи, сите беше пред овој човек што сега зборуваме сите. Почитувани присутни, овој човек од 82 година до 91 година, кога се растури бившата Југославија, беше со мој спортски живот. 19 медали сум донесла на мојата држава. 19 медали беше со мене. Он знаеше, патувавме со кола, со воз, со авион. Он знае што е мука, он знае што е еден жртвување. Да идеш, без да јадеш и да пиеш, толку големи, со 1000 километри и да идеш на такмичење, со толку голгота пат. И пак ние успевме, Соран. Се вративме, 12 години се вративме со медали. Никогаш не се вративме празно. Значи, он знае и нашата душата, сите спортисти, што бевме од Македонија. Затоа, на крај, Зоран, свака ти част, направивте една голема работа. Ова нека биде една мотивација. Имате што да читате, имате што да научите и вие нови спортски новинари. Зашто ова е историја. Ова све натре пишува резултатите. Све тука пишува што не знае некој, другите што се случува во иднината. Тука имате шанси да го прочитате, тука имате шанси да го научите. Фала многу и дај Боже сега он завршува се и на ова година он не се откажува, стално дава предност за младите спортисти. Фала многу, поздрав. Фала ти, Чавоне. Мило ми е кога ќе слушам од еден голем шампион вакви зборови упатени кон мене, кон мојата професија. Спомна Голгота, токму овде има за една Голгота на Шабан, кога зборуваше за килограмите, се сеќавам
12 килограми за 10 дена и другиот шаман исто слабел, па одевме за Познај и од Вај на Вага се качи, немаше сили веќе, истоште, другиот ден са Вајле касна нешто малку и ко почна да ги ниже противниците и го освои златниот медал. Тоа беше шаман. А сега малку задоцивме со почетокот, имаше некои технички проблеми, верувам дека се отстранети, па би го замолил главниот режисер на нешто што ќе видите, мислам од овде, или ако на сторијата посветена на мене, во која што говорат Васил Тупурковски, мој пријател, другар уште од детството, потоа Атанас Костовски, највиновен што дојдов од Нова Македонија во телевизија, Миодраг Мицкоvić, виновник што дојдов во новинарството. Тој отиде во војска, се упразни место во Нова Македонија, ме зедоа мене. Потоа ќе зборува Бошко Трпевски, со кој што имавме доста и средби во тоа спортското студио. И на крајот, исто така, еден мој другар од детството, Мирослав Наумовски, познат како Лав, човек кој е најзаслужен, би рекол, преку неговиот скок за возобновување на Охридскиот маратон тамо во 90-тите години. И тие ќе имаат своји искажувања, па еве да ги погледнеме, има некои инсерти од преноси кратки, по 50 на секунди, 4-5 инсерти, да се подсетите на моите преноси на гласот, иако сега го слушате, овде е друго нешто. Шакири. Шакири, гол! Гол! Води репрезентацијата на Македонија. Каков фрезантен удар! Ова беше вистинска уметност. Шакири. Шакири во 11-та минута. Суден туш на стадионот Сент Мерис. Води репрезентацијата на Македонија. Ериксон. Не знам што мисли сега. Навистина ова беше прекрасен момент за нас, македонците овде. Погледнете каков гол на Шакири. И сега Шакири. Шакири може и да шутира. Се обиде. Сега нова шанса за нашата репрезентација и гол! 2-1! Стрелец Вачо Трајанов. 2-1! 24-та минута. Каков надпреваран на Сент Мерис. Зарем некој го очекуваше ова. Водиме со 2-1. По водството од 1-0, изравнување 1-1, еве сега 2-1. Македонската јавност доби еден извонеден подарок преку книгата на Зоран Михајлов, која што се однесува на спортот. Велам македонската јавност, а не велам само спортската јавност, бидејќи историјата на спортот, која што ја прикажува на толку извонеден начин Зоран Михајлов, е дел од општествената историја и дел од историјата на нашата земја. Зоран Михајлов имаше потполно право да ја напише оваа книга. Ја заслужува таа почест, бидејќи е човек од спортот, самиот спортист, човек од овие општествени случувања што се врзани во спортот повеќе од 50 години и е дел од таа наша спортска култура воопшто во Република Македонија. Ние му го признаваме тоа и го почитуваме тоа.
Пишувајќи за нашите најпознати спортисти, за нашите спортски легенди, за светските спортски легенди, за неговите контакти со нив лични и во некој смисол во полза на македонскиот спорт и општо. Тој е и самиот легенда. Со радост ја прифаќам оваа книга, ја прифаќаме како јавност, се надам, и му пожелувам вакви резултати и понатаму, затоа што бескрајна е историјата на спортот и општествената историја на Македонија, и тој може да даде сосема конкретен придонес како што го прави тоа. А ако можат и други, ќе бидат исто така и мотивирани од него и ќе ни биде тоа на сите нас големо признание и голема чест. 24-23 секунди. Тимс ја изде топката, Мујановиќ, Накич, Арбутина. Сега треба да се сочуваат нервите, мирно да се изведе овој напад. 12 секунди, Арбутина, Вангеловска, Дорник, Арбутина, повторно Арбутина и поени на Арбутина и крај на мечот, крај на средбата, победа на Југославија, 57-56, победува Југославија. Југославија за прв пат во финалето на женскиот олимписки кошаркарски турнир овде во Чамшил гимназиумот во Сеул. Па веројатно сум еден од колегите што единствен пишувал за колегата Зоран Михајлов. Се сеќам како новинар на Младборец, одделував простор за големата македонска и југословенска атлетска звезда. Па во атлетиката беше среднопругаш. Но во новинарството Зоки е вистински маратонец. Како и многу спортисти кои насред имаа новинарство или пишување, се сеќавам на Драголюб Лазов, на Тихомир Михајлов, на Иван Мировски, а пред сите сепак Лазо Милошевски. И Зоки остатокот од својата кариера и живот почна да трчи во и на новинарските патики. Зборувам на една патека атлетска, сега е сина, овде беше некоја црвена, но мислам дека навреме престана со атлетиката, зашто веројатно ги немаше тие услови како сегаш, за да ги достигне височините за кои мечтаеше. Но во новинарството ги достигна. Се сеќавам, бев председател на клубот на спортските новинари на Скопје. Имавме секција на Македонија, па потоа здружение на ниво на Југославија. Решивме на сметка на клубот на спортските новинари на Скопје, бев председател во тоа време, да и припадне на Нова Македонија, а Нова Македонија и таму уредник во тоа време беше, мислам, еден поранешен спортист, фудбалер, голман, Никола Ковачевски. На состанокот решиле младиот надежен новинар Зоран Михајлов да патува на Олимписките игри во Минхен. Тамо бевме првпат на заедничка работа. Почувствував дека ќе биде вистински маратонец и само после една година, кога телевизија Скопје се на некој начин ширеше, односно ги презимаше со свој македонски коментар спортските настани преноси, ни недостасуваше стручнак, би рекол, за атлетика. И изборот, јас бев во тоа време уредник на редакцијата, беше Нова Македонија, беше името на Зоран Михајлов. Направи трансфер, дојде, а не знам дали имаше голема плата или не, тоа не беше битно. Меѓутоа, првата работа задача беше во Белград на светско првенство во ракомет за жени и по обичај, поради телефонските врски, секојаш имавме
и има веројатно се уште човек резервен во студиото, доколку не проработа телефонските врски, да биде коментатор резервен. Бев резерва, меѓутоа имавме среќа, тонот безпрекорен, изворено дебин на Зоран. Ме прашуваа колегите во мастерот, тонци, па кој е тој? Сега дојде, а веднаш изворено коментира. Па викам, тој човек со големо веќе новинарско искуство, беше на Олимписките игри во Минхен. Новинар од Нова Македонија. Да, разлика имаше сепак, многу популарни може би беа новинарите на телевизијата, коментаторите, отколку од оние што пишуваат. Значи, Зоран Михајлов веднаш би рекол стана миленик на љубителите, односно на нашите тогашни претплатници. Се разбира, своите дострели ги постигна на големите светски настани, а тамо всушност се и она вистинското, те бива или не те бива. И кога велам дека е вистински маратонец, не знам дали има новија наши балкански простори, некој кој бил повеќе на олимписки игри, на светски првенства во различни спортови. А може би имаше и повеќе, но Зоки еднаш сепак, и тоа е единствен момент во овие, не знам, 4-5 децении колку се знаеме, кога бевме на две различни страни. Едутро дојде тамо негде после 80-те години и вика, јас ќе одам од редакцијата. Ама бе, Зоране, немој сега. А понудата беше да што не се одбива. Генерален секретар на фудбалскиот клуб Вардар. Ми беше криво што отиде, но после може би 2-3 месеца бев и задоволен што е тамо. Па изворено соработувавме јас како уредник на редакцијата, тој како прв човек, административец на клубот. Па во тој период веројатно имаше и најмногу директни телевизиски преноси на нашата тогашна програма. На телевизија Скопје, тоа значи и на ЈРТ. Знаеше што значи екипата, а тогаш растеше, мислам беше тренер Вукаше Вишневец, и така тој нов, квалитетен, растечки Вардар беше доближен до љубителите на фудбалот и во Скопје, и во Македонија, но и во Југославија. Заслуга тоа беше и на колегата Зоран Михајлов, но сега како генерален секретар на Вардар. И се врати потоа и не сгреши. И остана во новинарството, иако ја заврши телевизиската кариера, остане и натаму, мислам, отиде во заслужена пенсија, но остане и натаму близок со спортистите. И еден ден му реков, читајќи го секој понеделник, Зоки, од ова нема пари, ама гледај, собирај го и тој и тие што нема да дадат хонорар, брем да го соберат и да го претворат ова твое пишување во едно капитално дело за историјата на македонскиот спорт. Мислам дека ме послуша. Зоки, маратонот нека продолжи. Стартот е успешен, да видиме како ќе се одвива оваа трка. Колин Джектон поведува таму на третата патека, на четвртата заостанува Тис, на петтата Джерет напаѓа и ова е двојна победа на британците. 12.91 светски рекорд. Ако ова се потврди, тоа ќе биде нов светски рекорд. Со мојот колега Зоран Михајлов, целото пријателство и другарување е поврзано со спортот и со новинарството. Уште у досните 50-тини години, кога живеев у Девар Мало и бев близо комшија со Зоран Михајлов, другарувавме и постојано дискутиравме за спортот. Зоран Михајлов беше редовен посетител на ракометните надпревари, бидејќи јас во тоа време бев активен ракометар, бев голман на Графишар, една од најдобрите екипи у Македонија,
заедно со работнички. Бранев и у прва Југословенска лига, бев голман. Тогаш се играше на отворено, на фудбалското игралиште, на работнички, тука беше и ракометниот терен. Подосна, кога Зоран Михајлов стана еден од најдобрите атлетичари во Македонија на средни патеки, репрезентативец на Југославија, јас бев на почетокот на моја новинарска кариера. Првите мои написи беа токму за Зоран Михајлов, кој тој и ден денеска ги чува во својата колекција на моје општо задоволство. Некако се поврзавме со Зоран Михајлов и во новинарството. Кога заминав на осужување на военот рок, Зоран Михајлов дојде во Нова Македонија. Едно време тој беше уредник на спортската редакција на Нова Македонија, од каде замина за да ја врши функцијата генерален секретар на фудбалскиот клуб Вардар. И тогаш некако бевме сплотени, бидејќи јас често патував со Вардар на сите надпревари во првата Југословенска лига. Се радувавме и навијавме за Вардар. Денес некако малку се, да речем, оладивме, бидејќи ги нема више оние полни трибини кога гостуваше Црвена звезда, Партизан, Динамо, кога имаше по 30.000 гледачи. Денеска тоа е више мислена именка за нас, бидејќи ги нема ни 3.000. Со Зоран Михајлов минавме многу време и на олимпијади. Заедно бевме во Монтреал, во Михен, во Москва, на Зимската олимпијада, во Сараево, на многу европски и светски првенства. Можам да кажам дека многу ми е драго што Зоран Михајлов е направил ова едиција за македонскиот спорт, бидејќи тој е еден од ретките спортски новинари во Македонија кој сепак се осмели да направи една книга, што сигурно ќе биде историја на македонскиот спорт. Еве го Андреј Јерман од Словенија, 31 година има словенецот. Вчера во спустот имаше најдобар резултат. Јерман има една победа во светскиот куп и тоа во спустот во Гармиш-Партенкирхен 2007 година. Јерман финишира и сега да видиме во самата завршица има уште еден мал скок. Еве го тој скок и минува низ целта, избива на првото место. Андреј Јерман, Словенија на првата позиција. Кога се зборува за колегата Зоран Михајлов, потребно е да се напишат уште едно 10 вакви книги, кои што тој ги пишува, бидејќи тој има едно богато искуство. Би рекол 50 години е со спортот, а точно со спортот почна од оваа патека, во тоа време сосема друга, кога почна да трча на оваа атлетска патека, ги постигна и убавите резултати. Се надевам дека и ова книга ќе биде корен на нашето спортско новинарство, низ кое е сублимиран сите спортисти асови. А за да запишува за асовите, треба да се направи голем труд, големо знаење и умење. А Зоран Михајлов има и знаење и умење, а има и кондиција, бидејќи атлетиката го гради човекот како сите спортисти. Се знаеме веќе 50 години, од Нова Македонија до телевизија на Македонија, радио телевизија Скопје и натам го следам. Меѓутоа, Зоран Михајлов не само што е активен во новинарството, активен и во создавањето на младите новинари. Направи големи чекори, исто така во обуката на новинарите и верувам дека младите, ако трнат по патеката на Зоран Михајлов, ќе имаат бериќе, ќе имаат плод и секој ќе ги почитува. Само со вакви луѓе можеме да работиме и да кажеме дека спортско новинарство оди, бидејќи досега беше некако затемнато од политичките фактори. Зоран Михајлов исто така активен во АИПС, Европа и АИПС, на Светската новинарска асоциација. Тој дават повод, еве ја како председател на Југоисточна Европа, во која членува 21 земја, сега на конгресот во Лозана ги доби и аплаузите за она кој што го создава. Неговата книга
ќе се најде и во Меѓународниот олимписки комитет во библиотеката, бидејќи таму се сместуваат токму ваквите книги. Преку исказите на асовите бираат асови, бидејќи Зоран е еден од асовите кој што исто така го доби Оскарот како најдобар новинар на годината на Асоциацијата на спортските новинари. И на 3 март во Велес, Асоциацијата на спортските новинари на Македонија, на Југоисточна Европа, посебно признание ќе добие Зоран Михайлов и оваа книга ќе биде благодет на сите спортисти и спортски асови. Кога би имале можност да видиме една ваква гледка на Маврово, Мавровските меморијали се одржуваат и натаму. Кон крајот на 50-тите години Мавровскиот меморијал беше вистински спектакл, се одржуваше во знак на сеќавање на загинатите градители на Мавровскиот систем хидроцентрали. Тие ги загубија своите животи под снежните лавини кај Жировница во 56-та година. За да се опише работниот век на Зоран Михайлов како спортски новинар, треба многу време, многу мисли, затоа што неговиот работен опус го потврдува фактот дека он е бард на македонската спортска журналистика. Неговите почетоци како спортист, како спортски работник и спортски новинар датираат многу одамна и низ својот работен век има оставено длабоки траги, осликувајќи ги сите радосни и тажни мигови на македонскиот спорт, осликувајќи ги македонските спортски легенди, спортисти кои ќе останат запаметени години и години. Зоран Михайлов е еден од оние кои својот животен век му го препуштија на спортот, прво како активен спортист, а потоа и како спортски новинар и регистратор на подемот на македонскиот спорт. Зоран Михайлов е еден од најдобрите примери за тоа дека спортот е посебна професија, за која треба талент и многу љубов. А што е најважно и многу откажување. Михайлов, за се она што го оставил зад себе, како историографија на македонскиот спорт, со право може да се каже дека е вистинска реткост. За него може да се рече дека е вистинска перијаница на македонското спортско новинарство, кој по спортскиот живот, како сестрен спортист и спортски работник, се посвети на новинарството, прво како регистратор на настаните во НИП Нова Македонија, а потоа и како директен пренесуваш на сликата во работеки во македонската радиотелевизија. Посебна љубов му е кралицата на спортовите, за атлетиката, за својата страст и за надградбата, навистина вложи многу труд и лични средства и мислам дека нема пропуштено ниту еден значаен атлетски настан, а годините поминати за микрофонот го претворија во вистински крал на во спортот што се вика кралица на спортови. Се вели дека за новинарите нема крај на пишаниот збор. Документацијата што се наоѓа во неговиот дом зборува за еден вреден долгогодишен опус, во кој се забележани бројни портрети, спортски резултати, настани, животни приказни, радосни и тажни спортски мигови. За паметење ќе останат коментарите од настаните што можат да бидат учбеник за помладите генерации кои се занимаваат со спортската журналистика. Неговиот труд, приказните за македонските спортски легенди, што со години одеше во наша ТВ, мислам дека и натаму ќе продолжи, затоа што тоа е едно богатство на луѓе и настани кои оставиле длабоки траги во македонскиот спорт. Мислам дека неговото учество и во новиот труд што го подготвува и неговите идеи што понатаму ќе ги реализира, ќе бидат навистина учбеник за генерациите и за навек. Она светелка беше на капата за да можеме да го контролираме во темнината каде се наоѓа. Ова е автентична слика, не се случува ништо со вашите телевизори, во ред е све, меѓутоа ноќе е снимано. Да го кажам и тоа дека и јас
за прв пат зедов камера Враце, па за Малер имаше и бранови, кога испловивме од пристаништето, па постојано летав од едната до другата страна на палубата и затоа дојде до тоа тресење, до немирна слика, но тоа е вообичаено во вакви ситуации, кога се оди на море, посебно кога се оди на каналот.